Здраво за стрелците. Здраво за сите вие кои сакате да ги чуете пораките кои ни ги праќа универзумот се за вас и периодот кој следи. Но ова се љубовни пораки, значи се што ќе кажеме овде ќе се однесува само на вашиот љубовен емотивен живот. Значи, ајде сега заедно да ги толкуваме. Заедно затоа што вие мора да си ја препознаете пораката што е за вас, таа што не е, ќе ја почувствувате дека не е и не ја обрнувајте внимание, обрнете внимание само на она што ќе го почувствувате автентично за вас. Пред да започнеме, само сакам кратко да ве потсетам, не заборавајте да се претплатите, да следете го каналов, станете дел од нас, ајде заедно да бидеме во сето ова. Лајкувајте, споделувајте, коментирајте, со тоа ќе ми дадете до знаење дека ова што го правам некому нешто значи. Да видиме што ги очекува стрелците периодов во љубовта. Еве еден дел од вас, јас гледам дека вие на нешто работите во поглед на тоа да изнајдете начин, да изнајдете метод како ќе допрете до партнерот. Тоа се може да значи, може да биде се, зависи каква е ситуацијата кај вас, меѓутоа ова е начин како да допрете, како да го убедите во тоа што го зборувате, како да го натерате да поверува некогаш да свати дека тоа е патот по кој треба да одите. Значи, буквално да го убедите во нешто. Вие сте свесни дека тоа е правилниот пат, тој не е свесен и сега наоѓате начин како да го убедите. И тоа е прекрасно, вие ќе најдете конечно после толку време вие ќе најдете начин кој функционира. Ќе најдете метод за комуникација. И тоа е прекрасно. За сите, ова е порака за сите оние кои и сте имале проблем со комуникацијата. Едноставно тешко одело, многу тешко сте се наоѓале на иста страница, на иста бранова должина. Сега конечно ќе се избалансираат работите, конечно. И јас мислам дека сега вие конечно ќе настапите и со повеќе љубов и емоции. Досега сте биле малку поладни, сте биле ладни, да. Сте настапувале секогаш водени од разумот и мислите. Многу ретко сте настапиле водени од срцето. Овој пат вие се трансформирате и конечно ќе настапите со многу љубов. Или пак ова е партнерот, пошто е воден знак, значи се работи за рак, шкорпија, риби, или пак тој многу ќе покаже емоции периодов, или пак вие станувате кралица на емоциите или крал на емоциите периодов и работите тргнуваат во една многу убава насока. Значи, многу убава насока. Сега периодов ќе знаат, вие ќе бидете многу умешни некако во врската, а врската е всушност сите наоколу што ви се блиски, што ве знаат, што ве посматраат, ќе забележуваат вашата способност и моќ. И како вие знаете секогаш да го изнајдете правиот начин, правиот метод, како секогаш знаете да направите се како што треба, и периодот во очите на другите ќе бидете буквално некој што ќе бидете како магионичар, некој што како со магија дори знае да ги исправи работите. Дури и оние кои воопшто не функционираат, вие ќе знаете да ги исправите. Единствено што ќе ве плаши, дали за возврат ќе добиете помош, или ве плаши, или пак се надевате дека за возврат ќе добиете, но не плашете се воопшто, затоа што ќе дојде и
што дури мислам дека вие сте тие во состојба кои што може сега да понудите помош на другите. Сега кон крајот на месецов, почетокот на јули, вие ќе дознаете некаква тајна. Некаква порака ќе стигне до вас и ќе биде некаква тајна. Не мислам дека е нешто лошо. Напротив, изгледа е нешто многу убаво. Сега уште не може да знаеме што е. Тоа ќе го откриваме во иднина, понатака, како ќе ги толкуваме поракиве. Меѓутоа, влегувате во нешто или пак е тајна, или пак вие сакате да се ослободите од многу нешта, кои можеби ве оптеретуваат, ве растажуваат, не се чувствувате добро и сакате да се препуштите или да се впуштите во нешто сосем ново и непознато. Сега имам да ви кажам јас тука нешто за тие што сте сами и кои мислите да се впуштите во нешто. Треба многу да внимавате во што ќе се впуштате кон крајот на месецот, затоа што вие од овој момент, од овој аспект сега, вие воопшто не знаете што да очекувате. Воопшто. Затоа, не велам дека ќе биде лошо или напротив, можеби ќе биде убаво. Не може да знаеме уште сега. Меѓутоа, поракава е секогаш да соберете прво доволно информации, па потоа да се впуштате во било што. Сега еден друг дел од вас. Друг дел од вас или пак за сите, ова генерална е порака дека нешто се случува големо во вашиот љубовен живот. Дали имате партнер, дали сте во брак, дали сте само во врска, како и да е, нешто многу големо ќе се случува. Доаѓа нешто многу големо. Сега ова што е големо, ова дори привлекува такво внимание, значи многу големо. Вие ова нема да сакате да го споделите со останатите, со светот, со блиските со. Вие сакате ова сега да го чувате за себе. Вие ова сакате да го сокриете од очите на другите, од очите на јавноста на некој начин. Може би се плашите да не другите бидат завидливи, може се плашите дека другите може да донесат лоша енергија во нешто, како и да е, вие ова ќе си го заштитите од очите на другите, ќе си го заштитите од погледите на другите и буквално ќе уживате заедно со партнерот во ова нешто. Ова е преголемо, се може да биде финанси, може да биде не знам, тоа за секоја ќе биде различно. Дали ќе биде некаква вест, дали ќе биде нешто ново што сте си го купиле, што сте си го приуштиле, што сте дали некаква, значи буквално се може да биде. Гледам дека е нешто опипливо, нешто материјално е. Не е нешто е материјално што ќе донесе експлозија од емоции кај вас, вие ќе бидете пресреќни. Друг дел од вас пак јас гледам дека вие многу добро ќе знаете да си ја заштитите врската и од посегањата на другите. Во секој смисол може да биде посегање, во смисол другите кажуваат понекогаш нешто што го нарушува балансот кај вас, другите понекогаш носат некаква негативна енергија. Значи, се може да биде. Овој период вие многу добро ќе знаете да си го зачувате балансот, да си го зачувате мирот и да си зачувате врската од посегањата на другите. Значи, ова ќе ви оди одлично периодов. Вие буквално ќе уживате скриени од очите на јавноста заедно со партнерот, ама буквално ќе уживате. Значи, овој месец, овој период е период каде во љубовта никакви проблеми, никакви недоразбирања нема да се случуваат. Овде буквално ќе уживате. Препуштете се, периодот е прекрасен. Ова големо што се случува, мислам дека повеќе доаѓа од енергијата на партнерот.
може би тој ќе донесе некаква вест, може би Шкорпија, тоа нека биде показател за некој од вас. Ако е партнерот Шкорпија, тој сигурно носи некаква вест која ќе разбуди страста и ќе направи, тој прво во очите ваши ќе биде, не знам, нешто највозвишено, а од друга страна ќе направи во вашата врска да се случат прекрасни работи во иднина. Како и да ќе доживеете стварно благослови, дури повеќе може да бидат периодов. Постојано стигаат вести за нешто убаво, нешто прекрасно. Постојано ќе бидете бомбардирани од такви вести од страна на партнерот, а може би па сте и вие. Сега за некој од вас па може би ќе биде само страст. Партнерот нема да може да ви одоле и ќе ве обсипува со нежности, со страсти, со љубов. Значи, прекрасен, може да се каже волшебен период за вас стрелците периодов. Тие што сте сами, значи доаѓа некој толку упорен и толку згоден, привлечен, моќен. Ова не треба да го испуштите, внимавајте на тоа. Кога доаѓа таков некој, верувајте дека и тој може да биде Шкорпија, да. И пораката финална за вас, за некој од вас што треба да ја чуете, е дека треба да имате верба. Значи, трансформацијата доаѓа преку прифаќање. Што еднаш ќе ја прифатите ситуацијата, работите, веднаш ќе се трансформираат. Значи, сите вие кои во меѓувреме, ако се случува да имате некакви негативни мисли околу нешто, вие само сменете го фокусот, сватете дека треба само на убаво да мислите и убави работи ќе се случуваат, а трансформација доаѓа. И нешто големо доаѓа во вашиот живот. Во љубовта се разбира. Драги мои стрелци, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!